А, Добро. Опа. Здраво. Во овие кризни моменти во колективниот страв и паника кои се креват поради ново настанатата ситуација, еве ви неколку совети или примери или предлози за тоа како да ја чувате вашата ментална свест и како да не потпаѓате длабоко во вашите размислувања, тоест да не влегувате длабоко во вашите мисли кои ве водат во депресија, анксиозности, стравови, паники и глупи одлуки во вашиот и така безвреден живот. Значи, во ова видео ќе разговарам за тоа. Мислам, имам неколку подточки за различен вид на луѓе, значи имам некои совети за луѓе што се верници, христијани, муслимани и било какви други. Другата подточка е за луѓе што се атеисти, агностици, што ја разбираат само материјалната, тоест само тоа што може да се дофати, што веруваат во тоа, и дополнително ќе давам некои други примери и совети како да се справите во ова време, каде што глобалната свест е подложна многу на стравови кои доаѓаат од нашите телевизори и телефони, за кои вие и тие што се малце послаби психички ќе страдаат во наредниот месец. Значи прво што сакам да изложам ова видео, сите видеа што се долги имат некоја корист. Ако сакате забава, влезете си на TikTok, гледајте си глупости, ова не е забава. Ова е значи за широката маса корисни информации, бидејќи не секој во животот имал време да истражи дополнително што е тоа што се вика наша свест, што се големите прашања, од каде излегува депресијата, од каде зошто сме ние анксиозни, што е Господ, што е тие некои работи. Значи овие сите се на психологија или нашиот внатрешен свет за кој ние немаме многу зборови да објасниме, барем не многу од нас нема многу зборови, многу од нас животот несвесно влегле во животот, почнале да работат, почнале да учат, па после тоа директно на работа, па нормално како што идат настаните во животот и стигнале до доста несвесност, не стигнале до несвесност, туку сите дневни активности ги решаваат според автодефолт. Значи секој ден им е исти и сега кога има една ваква криза во светот, особено уку јака, бидејќи сите медиуми не плашат нас, значи сите медиуми ќе фатите сите корона, ќе умриме сите, готово светски војни, разбирате, и се прави на колективна паника, па затоа ова видео го презентираме за да тој што има мака да се спаси колку толку. Значи тако си верник, да речеме, заврши малце, види околу тебе, многу од вернициве, јас за верници ги мислам овие од масиве, што никогаш во животот не ја прочитале никакво свето писмо, туку нивнава вера иде од страна на нивниве што се татковци, мајки, баби, дедовци, и за Господ или за тие спиритуални работи имаат мислење како да тоа е некоја суштество горе што живее на, не знам, со облик на Ѓорги Колозов и дека тој те кара. Сега, значи, за да се спастиш ако имаш вакво размислување, значи јас нема да те осудам, нормално никој нема да те осуди, што сакаш може да си мислиш, али ако имаш вакво размислување, малце сврти се на тоа спиритуален дел во твојава личност. Мислам, сите сме спиритуални, некои не ја наоѓаат нивната спиритуалност, некои не ја наоѓаат, некои ја догматизираат преку верба во нешто што е, пример, наречено, не знам, ајде, сега да не специфицирам, да не се навреди некој директно, значи ова видео е го правам за да
се спаси луѓе, да не да се навре. Мислам, јас колку и да има гледачи, еден да се спаси со ваков тип на совети, јас би бил многу задоволен. Значи ова видео е фристайл и директно излегвите од мојава глава во овој момент. И сега, значи да се навратам, значи сите што имате, сите што сте верници, малце свртете се кон вашите врски, со вашите родители, со вашите блиски, со вашите бодалечни блиски и сватете дека вие сте се тоа што ве обкружува вас, тоест вие самите си ја диктирате вашата среќа или несреќа. Што значи во ова време на хаос, паник и катастрофи, мислам исфорсирани катастрофи, во кои вие длабоко верувате и се плашите од вирус кој е најнормален да се појави во 2020 со оглед на тоа колку технологии имат. Свртете се малце на спиритуалниот дел, тоест на вашиот Господ, помолете се на Господ, побарајте прочка да ви прости вашите материјални гревови, бидејќи најчесто тие што се прокламираат себе си како верници се најголемите грешници и најголемите ѓаволи на овој свет. Ова го тврдам и стојам за ова во секое време. И малце прекинете да се ситите на тугите несреќи, во смисла гледајте си за вас и за вашата околина да правите добри дела и да мислите добро за секому, а не само себичниот газ да ви барат вас да ги купите сите тоалетни во маркетите и да ги купите сите масла. Тоа вас нема да ве направи нити добри христијани, нити добри луѓе. Со тоа ја покажете вашата себичност и како такви, ако верувате во пекол, ќе горите во пекол во најдлабокиот круг, иако што нема 9, 10 и 8 круг, вие ќе горите во таму, бидејќи таквиот грев свесен дека другиот нема да имат за јадење брашно, а вие имате 5 вреќи на домат и една палета со тоалетни, то ќе ве натерат да горите во бескрајниот пекол. Мислам и како такви немат спас за вас, освен тоа што го кажав претходно, да се свртите малце кон себе си и да речете чекај, јас не сум најбитниот човек на овој свет, битни се сите околу мене, јас сакам да давам, јас ќе се молам за сите, не само за мене да ми даде Господ прошеново, туку ќе се молам за сите луѓе на оваа планета или во вашиот потесен круг, зависи колку ви се гледиштата големи, и ќе правам добри дела, во смисла нема да иштетам на оваа свесно или несвесно на оваа планета. Значи тоа е за вас што сте верници, дали муслимани или христијани, значи дарувајте тоа што го имате, отпојке, давајте добри коментари за другите и тоа е единственото нешто што може да ве спаси вас како врста. Јас се извинувам вака што зборувам од страна вас, иако сум и јас и во сите категории што ги набројам на ова видео. Нема ни врска, значи ме разбирате што сакам да кажам. Ако сте атеист, да речеме, онда подкрепете ги вашите атеистички верувања со читање на добри книги за тоа како е настанато човечанство, за тоа како медицинава се движи низ години, за тоа како е настанат светот, за тоа, мислам, имате, ако сте од научен карактер, имате на интернет сега Sky Hub е страницата, ако разбирате англиски, сигурно разбирате, да ги појачате вашите вери верба вашата во науката, бидејќи вербата во Библијата и вербата во науката идат од иста работа, бидејќи двете се викат верби, иако многу луѓе ова не може да го сватат дека исто ако си верник и ако си неверник, тоест атеист, дека ипак вербиш ти во нешто. Значи дека вербиш во материјалниот свет, онда прочитај ги сите списи од познати научници за тоа како е човекот настанат и што и да е, значи малце сврти се кон твојава спиритуалност, значи покрај тоа што си атеист, ти си спиритуално битие и тоа мора да го прифатиш еднаш за секогаш и да речиш да, јас сум спиритуално битие и малце ќе се насочам и на таа страна, не само материјалниот свет да ми го блокират патот до спиритуалноста, туку јас сам ќе се најдам својата спиритуалност преку, како што кажам, значи моите научни книги, исто така можете да истражите нешто од религиските книги, иако што многу од вас имаат
големо его и нема никогаш да се сврдат кон религијата. Али муабетов ми е морате во овие кризни времиња сите да си го најдете вашиот пат и да се прифатите тие што сте, дали сте муслиман, атеист, христијанин, серијски убиец што и да сте, и да учите, тоест да добивате знаења од многу попаметни луѓе од вас за тоа како да не се плашите, тоест да не потпаѓате под оваа глобална паника што се случува во светов, иако што таа, ако се подразбудите малце поиќе, е тотално измислена од страна на медиумиве и прифатена од нашите власти, особено овој пат од сите власти на овој свет, сите се исплашени, бидејќи ова е сериозна ситуација според нив. Мислам, можда е и сериозна, значи нема да навлегам во темава туку, денеска само давам некои спиритуални совети за тоа како да се спасите врз основа на тоа кои се вашите убедувања и верувања. Океј, сега значи дојме малце кон групата на луѓе што имаат проблеми со депресија, со анксиозност или други некои ментални болести кои се почести во овој свет. И како такви времето поминато дома не го користете дополнително да ви се натежни таа депресија или анксиозност со гледање на милиарда видеа од типот серии, од типот на Инстаграм постои таму што постои све Facebook, YouTube видеа на луѓе што се милиарда пати поуспешни од вас и зборуваат за депресијата како да е тоа не најлесната, али како да е тоа, мислам, како да си осуден ти што си таков депресивен, значи ти како депресивен човек сврти се на кај себе и немој да бараш одговори на интернет, никаде, туку запрачи се сам зашто си таков, каков што си, зашто си анксиозен, депресивен, и пробај на тие мисли што ти се депресивни и анксиозни да се смееш, бидејќи тоа е смешно. Разбираш, кога си правиш сами од себе си анксиозност, знаеш дека сами од себе си ја правиш. Значи, јас сега не разговарам за најхардкор случаи што се со ептен напишана од доктор депресија и анксиозност, значи тие се посебна група, али сега во овој период многу луѓе се само декларираат како вакви депресивни и свртете се малце на кај вас и најдете си го својот пат, дали тоа ќе биде во некоја филозофија, дали ќе биде, значи мое најдлабоко мислење и совршено нешто што можете да учите во животот во врска со, ако сте депресивни или слично, тоа е да учите источни религии, тоест будизам е најдобра филозофија, тоа не е ни религија, али е многу добра филозофија, имате многу интернет книги, видеа за тоа што е будизам и како да се справите, мислам, како низ будизмот да ја гледате сегашноста. Океј, сега нормално сите групи на луѓе го составуваат целосната слика, ги составува сите луѓе на овој свет и сите размислувања различни се само поединечни размислувања, секој човек си носи свој свет и секој си е различен за себе си нормално. Ама тоа не значи дека ние не живееме сите заедно под едно сонце, на една планета, од еден Господ. Да, од еден Господ. Дали е тој било од која религија објаснуван, тоа е еден и тоа си ти си Господ на твојот свет, ти си едно битие, човечко, најсовршено битие на ова планета, иако што твојот мозок ќе те уништи, значи прифати дека си Господ, дека ти си окреираш твојот свет, дека ти си ја креираш твоја паника во твоја глава, еднаш за секогаш стави му крај на тие мисли, или пак ако не сакаш да му ставиш крај, ако си хардкор човек, почни да се смееш на тие глупости што ти ги мисли твојата глава, бидејќи си глуп. Било да си
бил верник, било да си бил атеист, ако имаш проблематики со депресија, тоа е само неприфаќање на тој што ти што си. А неприфаќањето на тој што си и дополнително оваа паника што се случува сега во 2020 година, март месец, ке ти ја разбие глата како со чекан и за една, мислам, за секогаш ке ти осмени твојот начин на живот, можеби ќе потпаднеш уште подлабоко во тие депресии и лања, и ако потпаднеш уште подлабоко во тие депресии и лања, има заслужено да си таков, бидејќи не си се свртил кон себе си, не си се привадил тој што си, без разлика кој да си, бидејќи ти си Господ, ти си и Господ, и не Господ, и материјално битие, и човек, ако се викаш Петко, Рајко, како и да се викаш, ти си тој што си и мора да се прифатиш таков што си и мора да ја прифатиш околинава така како што е. А моменталната околина е тоа дека сите ќе се заболиме, ќе изгиниме и мора да го прифатиш ти тоа нешто како надворешен удар врз својава психа и да се свртиш кон тие некои совети претходно што ги дадов. Значи, ако си стигнал до овде на видеово, имаш многу работа околу себе. Ако си го исклучил претходно, тогаш не си научил ништо. Ако си стигнал до овде, имаш многу работа кон себе, во овие некои денови дори седиш дома ти, место сите телевизии што ќе ти дајат, сите серии на овој свет, ти да се свртиш кон себе си, да си ги најдеш твоите животни патеки, да си ги најдеш твоите животни луѓе околу тебе што ќе те поддржаваат за сите работи што ќе ги правиш, било да се пријатели, роднини, што и да се, и да не се замараш за тоа како размислуваат масите, бидејќи масата може да те пикни во паника. Сега масата може нас да не објават дека утре ќе почне нешто ново, па мораме да семе дома, разбирате? Значи, и ние овој пат сами го прифаќаме тоа, значи ние не сме присилени да семе дома, туку сите на најнивните фејсбуци, интернети напишаа као седите дома, значи ние сами го прифаќаме нашава. Ние сме послушни робови, разбирате? Ние сме послушни робови. И како такви се прифаќаме себе си. Да, јас сум роб, послушен. Тоа е тоа, нема што направам во животов. Мора да ги слушам сите наредби, али можам да контролирам само едно нешто, а тоа е тоа што ми го викат во мојава глава. Не тоа надвор не може да го контролираш. Тоа што ти викат во твојата глава, тоа си ти, тоа е твојот Господ, тоа си кој да си, како да се викаш, тоа си ти и само ти може да го контролираш тоа нешто. Затоа немој да го контролираш во глупости, да мислиш глупости, мислам, и да мислиш глупости, пак ќе речам, тоа се свати дека се тоа само глупости, дека ти како таков ќе се уништи себе си, све ќе уништи што поседуваш на тебе, и ако не прекиниш да мислиш глупости, да паничиш и да купиш сите тоалетни, не само сам, туку ќе му наштетиш и на ближниот. Океј, фала ви што ме слушавте, ова беше долго видео, многу од вас сигурно нема да го гледат целосно. И мој личен совет, мој лично мислење за целава ситуација, како што кажав, е тоа да се свртиш само кон себе си, брате мој, да сватиш дека ти си креаторот на твојаво живење и дека оваа земја, дали со тебе или без тебе, ќе продолжи да функционираат, зашто си ти најнебитен за овој свет, а си битен само за тебе. И забава ти нормално. Ајде, чао. Значи, ова не е страшно видео, немајте да се плашите, туку баш да се развеселиме, разбираш? Значи, Ева, јас ќе ви направам кокошка и може да се развеселите. Ај, туду.